Бубо, кај си Бубо? Кај си бе, Жаре? Го чекам Горас да дојде да ти кажам и ќе готвиме нешто. Ама пред да дојде ми треба малце инструкции од аспект на безбедност. А ти си експертот, така ми рекоа. Тоа обавезно, тоа е задолжително, не само што е задолжително и казниво е бе. Да. Али имаш среќа, стално се упатуваш на права адреса. Така да ќе бидеш не само услужен, него и гледачите покрај тебе ќе научат како да се заштитат овие кризни моменти. Аха, што е најважно, кажи ни прво. Аха. Сега не го правиш. Го гледаш овој овчарот, тука на Кој е вој бе? Мој овчар со куќе. И куќето му е црно-бело. И го викале у партизан и не сакал да му го дава на партизан, па почнав да му го фарбам црно, што малку ми остана се, гледаш. Ке го добоиш. И му го направам караман и си остане тука, пошто караман се наши македонска автохтона сорта. Слушај, ова на очариве многу мангупски беше? Шо специјални некакви? Овие се све види, сунце се не види. Пошто сум јас се од домашна атмосфера. Опа! И ти си спремен за заварување како комшијава, да слушаш? Слушај, не за заварување, сега со ова што искочија новите варианти за заштита, сите ќе бидеме спремни за заварување. Имаш... Да не дојде ред само да бидеме у скафандери за полетување сите. Да. За наместират или на Марс. Слушај, шо совет ќе ни даеш вака, како да се заштитиме од коронава? Шо е најважно? Совет ќе ти дадам. Значи, сум ти кажал стално, ако ти откаже некој, стално можеш да рачунаш на мене. Прво. Да. Второ, значи, основна работа, на која што мораме да мислиме и не смееме да никако да го изоставуваме, тоа е маската. Ракавиците сега, за да полесно да манипулирам, не ставам ракавици. Една сега ќе почнеме со една купечка маска, да речем, нормална маска за заштита, на едното уво, па на другото уво. И сега ќе ги извадиме овој случај на очарите за полесна манипулација. Така. И сега сме заштитени. Тоа е основната варијанта која што практикуваме сите. Така. Меѓу тоа ќе се случи, не можеш да најдеш маска, така? Апсолутно. Или се продале. Идеш на алтернативни варијанти. Прва алтернатива, втора алтернатива, стално мораш да имаш план Б. Али сега додека ми е стајна маската, прво да ви кажам како оваа маска и оваа заштита, доколку не е оние N95 маската, како можете да ја направите да биде, да речеме, визир. Аха. Ние овие ги викавме презервативи или куртончиња за листови. Презервативи за листови А4. Така. Можеш да ставиш, зависи колкава ти главата. Можеш да го ставиш овака. Низ дупчињата пропнуеш ластика. Аха. Ластик дупчињата и го врзуваш горе. И го ставаш тука. Фантастично. Тоа ти е прва варијанта. Втора варијанта, ако си на сонце, истото, значи ете, ти си на сонце сега. И имаш варијанта оваква. Ги земаш на очарите. Добро. На очарите ставаш исто визир. Втората варијанта. Со користење на обични штипки. И обични штипки, такозвани дрвени. И имаш сега комплетна заштита. Ако си у кафана, сега бидејќи рачунам дека кафаните ќе ги пуштат набрзо, ако си у кафана, имаш само ова. Опа! Пиеш, али ќе ја извадиш маската прво. Да. Ќе ја направиш партал и после не само на гачите, него и на маската ќе имаш жуто. Значи тоа се тие варијанти. Една од поквалитетните варијанти, значи оваа маска у секој случај стои. Една од поквалитетните варијанти е со 5 литарско шише од вода. Или го сечеш газарот и го набиваш цело горе. Добро. Да, и од горе дише тоа. У кој случај си заштитен од сите страни? Да, од сите страни си заштитен. А имаш варијанта која што може секој да се направи домот и не пијат сите по 5 литра вода. Така. Од одното шише пластично
го сечеш. Опа. Ова у случајот више направено за да не губиме време. Го ставаме тука. Имаш комплетен визир, заштитна маска тука и работата ти е комплетно завршена. И за да не те препознаат или фризурата ако не ти е спремна, имаш додаток. Ова се више модни детали. Така е. Кои се практикуваат зависно од тоа, потребите и зависно од тоа кој како си го сача живот. И сега идеме на најболите варијанти, барем според мене, најсладливи. Но тоа не е се. Но тоа не е се. Ово е направено од Marks and Spencer гачи, боксерки. Ја, например, од моите вадам 8 овакви маски. Ова се става тука и после пак идеме иста варијанта со визирот, со дали со пластичното шише или нешто друго. Да. Имаме варијанта со боксерици. Боксериците у случајот се 4XL. У кој случај ако немате Marks and Spencer може било кој? Било кој. И друга многу битна работа за оваа ситуација, не е битно колкави се боксериците, битно главата да не ти е многу голема, ако биде како мојата, ќе мораш да бараш 4XL боксерици. Да. Ево ака. Опа. Го ставам тука ова, па идеме позади малку да го завртиме и идеме овоа, сега ја малку брза, може нема најболje да го направам. Бубо, генијално е ова. Сега маскиран и пак модниот детај за секој случај. Фантастично. Што е најинтересно од секој случај за машката популација. Значи, ако се работи нормална машка популација, мислам, идеме со женски овако гакички и идеме на оваа варијанта. Ова е наједноставно за употреба и за местење. Го имаме ова. Сега што има тука еден мал проблем, али например, ако ти е главата доволно голема како мојата, онда ти си зениците пораширени и можеш да гледаш од двете. А иначе може да ти го сечат погледот на пола. У тој случај интервенираме пак со штипка, за да не смета на погледот, и штипката можеме да ја користиме у случај некој ако те закача, можеш рака тинг да го штипнеш 2-3 пати. Тинг со штипката. Така, дингира со штипката у глава и завршена работа. После тоа радиме штипка. Сега, ја не успеав да најдам дома, ама им препорачувам на другите да пребараат дома, ако случајот користат оваа маска, да пребараат танга, мора да има некаде. Мора. Танга ова ќе биде многу тенко и не смета уопште на гледањето напред, и в тој случај имаш и поширок поглед. Апсолутно. Танга му е мајката, Бубо. Танга, танга, без разлика, што ќе ти се падне. Докторе Каров, објаснивте све, ја немам што да додадам. Мислам дека на народов му е многу полесно после ова. Жаре, ако не прекинеме тука и ја немам више што да додадам. Да си жив и здрав. Фала на овие совети. Вие да сте живи и здрави и сега шегата на страна им препорачувам на сите да се стрпиме уште малку. Мислиме дека ќе биде уште малку, али од нашето трпение ќе зависи дали ќе биде малку или ќе потрае ова. Така е. Така да со надеж дека што побрзо ќе заврши и со надеж дека животот ќе се нормализира. Поздрав до твоите гледачи, поздрав до тебе и до твојата екипа и да сте сите здрави и живи доживотно. Поздрав цела фамилија Карови, бакнежи. Чао, Бубо. Чао. Значи дека или ќе има караница или ќе има добро јадење, ама у случајов двете.
Зашто Нит караница ќе има, нит добро јадење, брат, веруј ми. караница? Спаси ме. Као што гледате, ги почитуваме мерките. Значи, еве, од ке тебе на средина има метар и уште Така е. пола тука и пола таму. Тук. Тоа се 4 половини Од метар. од метар, што значи дека вкупно имаме 2,5 метри. Така е, така е. Гора Цветковски, дами и господа, или попознат како брилијантниот готвач од театрите. Ке правиме јадење, бидејќи завчера беше 1 мај и И немаше кој друг да дојде и кој да дојде, сите ги викнавме. Зашто така збориш? Зашто така збориш? Па пример Коцев не бил повеќе од 7 пати. максимум 10 пати. Джамбас 12 пати. Джамбас 9 максимум сезони, 15 осум пати сезони, има, Нема да. гајле. Ама не, Горасте му е ова, мислам дека трет пат. Мене? Да. Прво. Не, еднаш беше Најпрвото е она. која повиваше бебе. И сега ќе го покажа тоа. Не бе, не, чекај, Еве имаше уште доказ. едно. Да. Имаше уште едно бе, имаше едно ако ти текне, ама тоаш не знам дали беше во МНТ, стариот А2. А2. Да. Оу, На најстаро што го има на YouTube, што го вртат кај што седиме на скали пред стариот МНТ и внатре. Да, да, и Кажам, кога тоа дали Сашко го рачунаш? Коцев е дете. Кога има коса. Кога е млад. Кога е млад, кога е дечко, точно. Млад и сингл. Точно. Така да ова само го поби твоето тврдење. Знаеш дека добро, еве, ај за да се коригирам, ќе речам густината на гостување е драстично различна однос на другите. Вака, ние му дадовме на Горас шанса Ти како да ќе си дојдеш навака, јас да, ќе шанса да си одбере што сака да спрема. Што имаш одбрано, Горас? Брат, значи, знаеш како, јас у последна година и пол, две јадам иста храна цело време. И тоа ти е као на иста, разбираш? едно јадење Значи, јадеш? 7 храни се вртат у сите оброци. Тие Добро, се тие. добро. Тоа ти е нешто као да му кажеш на чувар, слушај, ти чувар на библиотека навечер, така, кажи нешто интересно што се дешава. Што може да се дешава, брат, на чувар на библиотека таму кога е у работно време никој не доаѓа, па навечер. Exactly. Така да јас ќе пробам да направам мадиња, јајца. Јајца, добро. кои што ги јадам секој доручек без исклучок Колку време? 2 години може. Добро, Да. секој ден само тоа. Секој ден јајца. Меѓу другите работи, да ми јадете двајца. Да. Значи овој обично би бил еден од 5-6 оброци у текот на денот Добро, што се добро. дешаваат. Ама чекај, дали се специјални јајца или Специјални се. Така. Значи специјални Нормално. тинтрени јајца се тоа. Опа. Значи се бараат строго тинтрени јајца од кокошка. Дали е така да- рецептот охридски, знаеш, од некое географско подрачје или? Како врска има охридски овојко со јајца човеку. Мислам, Добро, тоа ќе го Значи, сватам јајца како не. значи јајца од Африка да ги земеш се јајца. Добро, Горас во тој случај прави тинтрени јајца молам шпица. Јас почнувам со кромиче, инаку не знам дали го знаеш ова е стварно финта која функционира, у случајов него имаме направено. Да не плачеш кога сечеш кромит, така? Кромитот чувај го фрижидер. Знаеш за ова, си слушнал? Не. Озбилно. Човек не си свесен. Функционира А зашто стотка. не би плачел ако правиш кромит? Абе, па зашо не сакаш да плачеш? Зошто не Зашто ги си тоа- вистински маж, не знам. Ох, мориме. Тоа е Тоа е види, толку шовинистички. ја на пример со 2 деца, знаеш колку пати ми доаѓа си решам да се исплачам на раат, човече, ама не ти иде да ставам, не ти иде, а сакаш. Ти фали, човече, ти фали. Добро, тоа. Значи гледа што е фората, пошто еден оброк има 8 јајца. Добро. Ако ги земеш сите жолчки да ги изедеш, за недела дена ќе те бараат негде да се пријавиш. Затоа уствари се вадат жолчките. Јас ја на специјално направија за фрлање на жучки. Добро. И се, што е фората? Ја. Значи, шклап. Сакаш да Пошто кажеш иначе- дека си купил жолчко фаќач? Имам Некојаш- 5 врсти. 5 Озбилно? врсти, од спирали, од пластични. Ова ми е најконвинентно. А нели што викаат е- дека и со вакво лапни голби. можеш, со празно шишенце. И само да го да го Дали тоа цело шмукнуваш. треба да го чуваш, пола квадрат ти зафаќа у Така е. кујната, што секојаш е 3 квадрата. Така е. А вака со ова можеш битно е многу жолчки да не се фрлат. Секојаш треба да имаш некоја комшика облизина што треба да ги даеш за маска. Ајде, не сум знаел. Сега, ако си на некој специјален режим на вежбање, можеш да остиш една жолчка пошто не има витамини, има добар холестерол и така натаму и Така така е. натаму. Само мене ме Ова, интересира зашто 8 јајца, дали си ти човек бројна. А мислиш дека пример за еден човек ти кога си правиш колку ставаш? 4? У овој оброк што ќе го направам јас имаш 35 грама протеин и 30, Сериозно? Да бе, Тоа е 30 многу. грама јаглени хидрати. Тоа е многу Па човек. не е многу зависи ако вежбаш многу, ако правиш не.
Добро, а ти во кој ранг, да речеме, се ставаш од Ево, брат, вежбачиве? Единствено нешто што ми фали у карантинов. Единствено Да трчаш, да вежбаш? да идам до теретана. Значи тоа е единствената работа. Не Сакаш се да кажеш дека ти е супер? Мимо тоа што не идеш у теретана, тебе ти е сонот, ти се остварил. Право, криво ми е, малце ме фаќа трема сега дека ќе треба да се вратиме на нормални обврски на живот. Да. Но тоа е тоа што да правим. Иначе јас си уживам да ти кажам тоа. И Добро, чекай- значи овој снегу ќе ставивме 30 грама урда, значи тоа е за масленост и Добро. ставиме малце ленено семе, тоа е добро за куремо, што би рекли овако у струмце. Добро. И сега, брат, најубавиот дел, си го мачка. Ја не Уживаш. сум навикнат на вакви фенси работи, ја дома селјачката, брат, се знае како баба ми, чак со лажица се вилушка. Да, точно, и ја така правам. Со виливче ми е Иначе најубаво. нема ништо боле нема од карантин, брат. Ще стануваш у 12 сат, пивце кога сакаш можеш да мавнеш без грижа на совест. Не стануваш са бајле да донесеш деца у градинка. Точно. Играш, гледаш филмови и серии, работата си тера, фала Богу. Што мислиш под работа да си тера? Вајда нема представи, нема. Таа представи работа, нема, таа работа ама. не тера. Ама мемиња летаат, тука тоа се компензира, знаеш како иде тоа. Така е. Така да. Абе друго да си викам, знаеш, сега ќе ги олеснат мерките, све е тоа окей. Ама нели не сме контакти блиски? Не сме. Како ние се у театар без Не сме. контакти блиски? Не Објасни знам, ми ајде. не знам. Вие ќе му ја мислите да ти кажам право. Добро, чим ова е? Само да представам дека ја правам класичен бургер. Да ти кажам право, друго не мисле дека ќе склопиш, пошо. Зашто така збориш? Не ти изгледам како експерт готвач? Што ти е на тебе? Јас сум многу добар готвач, озбилно ти кажувам. Некогаш ќе те Ова брат викнам било путер некое време, сега е зејтин. така. е. Малце се става, Колку да капнеш. кога да капнеш, ама не знаеш од кај капело. Е па сега сонцето пече на. Зимаш вака. Намали го малку мислам. Вид. Чекај. Мачкаш ова. Ја ништо не гледам колку е јако. Уствари треба да биде на Поред потенциметар. на малце. Аха. Кажи ми, кога правиш бургери, ги мешаш со лебни трошки кромиче кои што правам ја или идеш чисто мевце? Дали ги, како си каже тоа, дали ги поховам? Не дали Не ги е поховаш. поховањето, така? Не е поховање, не знам какво поховање. Па поховање не е. Не бе, вака дали ги ставаш, дали идеш чисто месо или вака како ја што правам со кромичи и А, со од- лебни трошки. Бидејќи има луѓе кои што сакаат 100% мевце само и ништо поише Ја и сметаат дека ова што го правиме богохулие. види, држи водата негде. Добро, значи финтата е дека треба ова да се стави овде и да се поклопи вака со Аха, овој момент. Уствари, пошто ние не ги пржиме, него ги угушуваме, Аха. за да се внатре кога ќе се загрее и од горниот дел да ги загрее и уствари ќе добиеш палачинка директорска. Ја. А уствари Тоа е тоа. мевце нешто стави? Не, така? Мевце не. Па ти си по мевцето човек, се што? Не, добро, само прашувам. Удри, Ова. со боксови, брат, со боксови. Одлично. Добро, вие се готови. Тоа е тоа. Е сега ќе предам кон друго. А тоа е, господине, да ми асистираш само како да ја запалиме скаричката. Нормално, него му донеле од Джеф Безос Не е скара било- направена, гледа со, од горење, со, не е од вулкански, со Безос. вулкански камења од директно од сршта на земјината Ако кора, сакаш. а мене плинско не нивелирано, разбираш, у кјошта му ми се прават јајцата. Да. Многу јако. Види кој што си нарача. Има среќа, значи среќа што не ми остави само кладов дека сам да си ја палам со овако со дрвце. Дете, ако може. Дете, ако може и за мене да се изми ова овакото са салата да направиме, пошто Чекај, сакаш да кажеш дека си штедлив човек, дека у истото матиш и во истото после ставаш? Истата вилушка која што матам се, ова не е вилушка, си ја мијам и ќе си ја ставам. Значи кај не детски, си за да како ги на имунизирам. како на ова Кој? како на емисиите за готвење кај што има Кај што по фрла све, ова она. Да. Најако е тоа. ти благодарам. Ма добро, тој господине. само за на телевизија, за дело дека е богат. У приватниот живот сите се едно видиш кај едат цабеле, две чаши се користат, улова бошо стојат, така дале. Кога ќе испиеш вода, да речеме, кисела или нешто. Тоа, ја миеш целосно Увек. или само ја Не, заплакнеш? значи само од страната кај што сум Така? кај што сум пивнал под млас од вода. Да, малку вака. И нормално кога ќе ми каже гостин, може на чаша вода, може, зимаш, отпиваш, па му Нормално. носиш, пошто, знаеш, водичка е да му се не види, знаеш. А добро, ти освен што правиш Бургери. бургери за 1 мај,
Да. Регуларно вака што правиш по дома? Жив ти си? Сега ќе ти кажам, као што рече ти 2 години, јас задни па може и 5 години строго шејкови од сабајле. Затоа си блед цело ове, време. да. Леле, Да. јасно ми е. Толку многу работи ми се разјасни јас човече. А си викам, Зашто е човеков блед? да не е болен, не да може. Да. А он тоа шејкови. И тоа ставам овес, баде ми смрзнато воќе, малинки капинки такви работи, малку мед, ставам урми некојаш, некојаш половинка банана, и го мешам Се што имаш да му оваше, шо? Да, и го мешам со Бешес. вода углавно. А некојаш ставам и јогурче. И тоа секој е сабајле. О, браво. Значи стара фора, се знае, се прави ова. Цак, цак, шљак, Само извини, самурај, морам да признам дека ја вакво ноже, чак. какво ти е ова ноже? Старо античко бугарско ноже. Од областа Румелија? Да. Одлично. Од областа Варна. Иначе морам да признам дека ми го зеде патлиџанчето што беше наменето за мене. Не, јас си порачам. Добро. Еве ти вака ќе направам. Може. Инаку Еве што. измиени ни се рацете ептен миени. Еј, полека натежно. Ако ти е. Ако за сето гледај, тоа што ми го рече. Се вози натак. Ова мислам дека можам да го ставам веќе. Да го намалиме, велиш малку? Ме советуваш? Ајде уште малце ќе оставиме. За малце ќе ми паднеа јајцата у мед. Сега морам бургерчињата да ги зачинам и ќе им ставам солца и малку пибер. Не можеш со ракавици. Ако Човече, бе? ќе Ако ослепиш бе? бе. Ова пак ми се лизе, чекај. Има ли ножици да ми донесе некој? Баш ножички? Ножици за хартија. Така. Ох. Дај ги ножиците. Ножиците се користат за ова. Точно за ова. Еј, браво. Нова финта. Ова не сум го знаел и никогаш не ми ни текнало дека можам. Како не, човече, во Кобра, најјакиот филм на светот, универзумот и пошироко. Чекај, моце, Познатиот- кој беше тој филм? Познатиот Со Сталоне? Силвестер Сталоне. Да, добро. Најмачо сцената у свет и најмачо погледот, станува од кауч, отвара фрижидер, внатре има стара пица, ја зима пицата, Ја сече со ја ножици. сече со ножици и си Фантастично. јаде. Значи, по јак момент од тоа не постои во свет. Признај дека еднаш си го направил тоа. Признај. Еднаш. За мене не постои ноже за пица дома. Да знаеш, како што гледаш и за салата. Од каде доаѓаат прекрасните бусто круасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги бусто мајсторите. Здраво, јас сум мајсторот за Бусто XXL круасани. Имаме дури и 8 различни вкусови. Има и за најпребирливите. 8 вкусови? Тоа го нема никаде. Но Бусто круасаните се разликуваат по многу други работи. Например, знаевте ли дека Бусто круасанот се полни на 6 места, за разлика од другите круасани кои што се полнат само на 2 места? Бабачко, веднаш стигнуваш до сладкиот прекрасен вкус. Ням. Македонски. А светски? Не се мисли. Пробај ги. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија.
Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Погледни поинако, не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Добро, ставивме, значи ова, ставивме, да. Мислам дека му е рано, господин. Треба малце. Значи ова има рукола. Треба да биде по... Инаку има шанса од ова све да искочи еден голем неуспех. Значи од целата оваа работа. Ја не се служам со тоа. Во кој случај не се лутете. Ако ништо друго научивте, ако ништо друго научија дека со ножици може да сечат спанаки и рукола, шо е? Јас сабеле не сум јаден. Така да Исто јас. Ја очекувам дека Исто јас. тука нема да си едам главен. Точно. Може и едно пивце да донесеме, мислам дека. Но кога ќе дојде момент за живели и да се напиеме, ќе се случат технички проблеми, да знаете. Ете, брачи, салатата. Значи имаме ред здраво и ред здраво. Така е, дупло здраво. Пукне, да. Само уште еднаш извини. Патлиџан стави. Семенки некој гледам дека си ставил. Има патлиџан. Пардон, нема патлиџан. Патлиџан има после комано нагоре. Ова е домат. Така е. Рукола сечена. Семе, односно семки од сончоглед. Сончоглед. Не, сончоглед, само тие што го лупеле. Тоа си ти. Ова го имаш спремно од дома. Не, ја не го лупев. Ја го купив лупено,
Си има, значи луѓе на автобуска им даваат сон чоклет, ке си седнат и си лупат и си Така стават. доаѓа ова? А како иначе? И точно, ја тоа сигам. Нема машина што може тоа да го извади. Робот да нема. Точно. Не. Тоа си е све таму направено. Друго? Што стои? И стави маслиново улје, масло. Маслиново масло. Маслиново масло стави? Па да, маслиново масло. И од дај сол. Ајде. Да, добре. Ево вака нешто се Да. Малце ова е тен колку да дае. Точно. Колку да дае? Тука требаше да завршиш. Колку да дае сол. Ето, тоа е тоа. Биберче? Не. Избегаваш, а? Не се придржам кон тие црните работи. Љуто не јадеш? И јадам ретко. О, фала. Да, бе. И сега ова уствари тука се јаде со Сега вака се кај наздраво. Декаметрот. Еве го. Дај преку метрот се чукнеме. Еве го. Дај го едни откревамо. Ајде. На здраве. Па добро се. Остај. Ова е од газираното, како си каже сокот? Шуго. Да. Од кај си? Газиран зејтин, иста боја е со зејтинот. Сега више може да ги ставам бургерчињата. Со тоа што ова е многу за еден бургер, затоа ќе го поделиме на две. Знаеш фората дека кога правиш бургери, ствари треба во средината да оставиш малце као дупка. Не, прв слушам, не. Сериозен си или ме зезаш? Сериозен сум. Дали и за нас кара, ама знам дека кога се прават од тавче, се прават уствари као се остават топче. Горас, не ти верувам. Ствари овде у средина треба дупка да има. Цацко, ама не цацко, него друг цацко еден од бендот од новиот почеток. Така е, да. Фет цацко. Фет цацко, Правеше еден домашен као бургер, доматен бургер. Чекај, ова мислам дека е готово. Добро. Тоа е тоа. И сега го оставаш уште малце да се среди, па после ќе оставиш другата страна. Сега више не ти треба поклопацот. И правеше тоа, кажуваше дека уствари у средината се остава малце, сад веројатно од долниот дел беше добро на тавчето, за уствари кога ќе се дешавало нешто таму, се ширило, се правило и да не се залепи, и делуваше прилично вкусно. Мислам дека не знаеш зошто, но сепак инсистираш на тоа дека така се прави. Дека да. И вие требаете да го испробате тоа. А верувам дека телевизија на интернет е вистина, така да тоа сигурно е добро. Така да нема што се да еден јавен повик до сите кои што знаете, а не сте фет цацко, зошто се прави тоа, пишете ни на Facebook. Како би знаеле јас и Гораст. И веруете дека ние во моментов ќе го прочитаме тоа. Не знам, за тебе мене ми успеа, така да искрено и мене ми успеа. И мене ми успеа, ќе видиш сега. И тебе ти успеа до тука. За понатака. Страшно, браво. Таа решетката е прилично широка, така да не се знае колку поста од плескавицата ќе остане горе на нејзе. Да. Али но ќе видиме. Кажи ми, иначе најголемиот заеб. Цела оваа работа е Зоран заеб. Да, заеб. Да. Добро? Е што бургери кога се јадат со овие лепчиња од воздух, што се многу со шеќерче. Да, ама не ги осеќаш левот и можеш да изедеш 4 дека да сватиш дека уствари ти си почнал да јадеш. Да. А порано се знае, 2 кришки леп. Кога ќе оставиш плескавица, кога ќе џапнеш после тоа вака застанеш агали. Дури не ставаш плескавица, ставаш ќофте. Exactly. Значи, ќофте и кромидот внатре не е ситно сецкан, него се врче парчиња, ти кога го гризеш, тоа се распаѓа, се раствара. Ова е. Значи тоа, вака на цак, го раствара и го пуштал. Сега треба да се сврти малце. Ова е поголема плескавица. Може поише. Ево го таа страна. И у принцип ова се сече на 4 дела или на 8 дела, се става надвор кога е зимно време за да се олади побрзо и го конзумираш со рак. Секогаш ставам малце зејтинче вака од еднава страна и тука. Сакаш да се мрсиш, ти те гледам од телеска. Зошто не избегаваш да јадеш вакви работи? Како не, човек? Вакви? Да, мислам мрсни, нездрави. Не, јадам. Си јадеш? Например, брат Карантинов, ти знаеш дека имало салами? Дека постоело има пример пилешка салама? Знаеш колку вкусно било тоа?
Не се шегувам, ти знаеш ли колко е вкусно сладко од смокви? Чоколадо со, пази, со крупни лешници, со цели лешници има. Значи, ти знаеш ли што е тоа карантина? Мене ми ги отвори чакрите, човече. Знаеш како е јако? Има едно го викаат Ајде. Колбас, нешто планински колбас, нешто чајна. Добро, да. Колку е тоа сочно ако го изжвакаш 30 пати. Ја тоа го викам кулен. Не, кулена, тоа е едно црвено што е љуто. Сакаш да кажеш дека колку е вкусно тоа, човек. различно демек? Не бе, чајна си е чајна за бисквити со млеко и чајна. Чајни колачиња. Например, да, домачица. А децата кажи ми што јадат? Ги имаш научено на здрави храни? Не бе, они јадат се, да ти кажам, тоа што ќе остане најчесто. Знаеш она што е за гревата, да не се фрли гревата? Али слушај, внука ми на пример не ќе да јаде, одбива да јаде и си сака нели бисквити, такви некои по нездрави работи. И брат ми има проблем да ја научи да јаде здрави храни. Он што јаде? Знаеш дека тука ме поби. Кога ќе дојде детето кај мене дома од собари, кој ќе ги види само овие готови, и ќе почне, дај ми бе бисквити, нема, дај сладолед, нема, дај чипс, нема. Дај едно сминка од јајцата. Еве ти го. Чао, пријатно. Ама мисля дека највкусно така. И најбитната работа што пробувам жена ме да ја научам 200 години дека. Добро. После готвење. Инстант. Така Инстант е. ги бришеш работите. Така е. Поча ако ги оставиш после тоа, ќе се измочиш да ги исчистиш. Така е. А вака сега ова се. И кажи ми, гарант ги остава и кафе која пие и кафето го остава она со талого, ти текнуе? Не ми е страшно пошто го ставаш у машина за перење, саду и после тоа А ова? А ова или ќе го ставиш и ќе ти зафати пола машина, Да. или ќе зариба и после ќе треба да го гребеш со она сунгерчето, па тефлон, па се одлепува, па ново тапче, па се не дираш, па се лепат мадињата на него и така дале, така Така, јајцата. Значи, за сите, тавчиња и тенџерина. Точно. Тенџерина, тавчина, ало кумато, не. Значи, Таинци. после готвењето, не е само да го накиснете со вода и да го оставиш, не братче. Додека се лади тоа, зимаш сунгерчето, жага, одма искача и после тоа е готово. Еве, например, да не знаевте вие, ова можев комодно да го ставам у чистит. Точно. Што и ќе го направам после. Точно. Да речем. Или, ако го направите тоа, не е само да јадеш и да ставиш до машината за перење. Така не се пере. Внатре треба да ставиш. Да. Исто тоа ме нервира, знаеш? Ти прави така жена ти? Па, ја обично правам. Ти си тој што тоа го прави? Не, се комбинираме. Знаеш, ќе обапнеш тука. Не, ама имаш транзиционен период сега, на пример ручаме, така и сега ќе дојдеме, не можеш ти одма све да ставаш. Прво ги транспортираш сите на куп до машина и после сите на куп во машина. Така. Кампањски. Бургерче. Кога ќе ги вртиш него што се готва, ама што знаеш, може така треба. Не знам, ти си знаеш, ти си одбра бургери, јас. Види, ја ги правам од око. Тоа е уствари мислам дека вистинските правите мајстори све работат од око. Нема кај нив толку грама ова она. Готово месо, ставање исецка кромит и тоа замрзнат за да не плачеш, стаи солца, стаи трошки лебни готови, купени, иди да трошиш еден леб да видиш како е. Леб, требаше леб да ставиш уствари. Тоа е фората, не лебни трошки, значи леб да земеш и у него жугаш. Сашо бе и од А сос е многу ме интересира. Што ќе ставиш? кетчуп. Нема барбекю сос, нема кисели краставички, нешто да Има кисели краставички. Има кисели краставички. Нема сенфон дека, значи плис. Има, ама не знам дали тие спаѓаат под сосеви баш. Само поздрав до продукцијата, со среќа ова кој ќе го транспортирате Путеров. Да, леле, стварно. Со кој се случаш највише у карантин? Како што кажав дека у карантинов и некој пиво да се джапне поише не е добро дојдено. Да. Така да јас обично комуницирам навечер кога ќе легнат децата околу 1 саат сега, фала Богу. И почињам да се запивам сам со собом. Чекај, околу 1? По 12 легнуват сега, да. Навечер? Па навечер. Тебе гора, зашо не у 10? Не, у 10, у 8 легнува они до пред карантинот. У 8 и пол беа капут. Па тоа е топ. Да, таман си. А зашо сега у 1? Па зашо сабајле не треба да станат рано. Човече, ова за мене, знаеш што е средношколски денови у возрастна варијанта. Нема боле. Значи, почињам да пијам у 1. Добро. Пеам и плачам и свирам гитара до 5. Си легнувам. Станувам у 12 и пол. Зашто плачеш и свирење гитара? Јако е, брат. Сега кога ќе те погоди некоја песна, не знам сега. На која плачеш? Тишина од Бајага, разбираш, кога ќе дојде и јако ти е сега, нема врска. Плачеш на Тишина од Бајага?
Па или на возот, се зависи. На воз може да плачеш, ама ама на завчера беше на од Foo Fighters These Days извадија некоја варијанта, не знам дали ги знаеш, Foo Fighters е на амерички бенд, не ги знаеш, нема врска, не се бави. Фуфо да? Да, Фуфо. Епа. Пицеријата што ја Фуфо држиш. те пачиште. Добро. И до 5 саат са бајле си свирев, си пеев и си станав у 12. И не те гледа никој. На почетокот децата почнаа малце. Да, што му е на тато? Да ти кажам право, малце ми беше онака како срам. Добро, Ова сам ја гледам. Си ставам, се тегнам, добро утро, викам, добро утро, ручекот спремен, седни си. На Foo Fighters плачеш на Everlong. И на таа ќе плачев. Така? Ама не ми дојде на ред. Да, ќе плачеш, ќе видиш. Така да ти кажам право, вакво јако нешто како карантинов ми нема дојде на онака со никад во живот нисам. Сопругата што вика? Многу благодарен. Сопругата е исто така согласна со моите постапки. Све го оправдува што го збориш. И што при она додека ти плачеш, свириш, викаш? Тоа сега да ти кажам, значи од кога ќе почнам да се забавljам, значи не се дерам, јас се навече не сум ја идиот. Значи јас културно си плачам во себе, тука, значи интимно, блиско за своите луѓе, си свиркам на обична, значи на електрична гитара, тоа не е, значи тука си гледам на компјутер моја собичка. Електрична гитара не вклучена. Така де? Значи тука тоа е многу тихо. Цнгр, монитор тука, таблатури, свети, оди акорди. Си слушаш, си плачеш и сликам пива и пуштам по групи. Така. И се знае дека са бајле сите кога станат, еве го овој пак заглагал. Така. 4-5 групи што се со Сашко Славиша, од театар една група, со кумови, со другари, такви работи. И сите са бајле, пак ли? Дечки викам и вечер, да знае. Така да вечер се спремам исто. Ќе ми дојде брат. Зашо не ја зеде гитарата? Електричната? Требаше. Ве молам да дадете му во постпрод. Ама онаа од Guitar Hero гитара. Еве, свири, еве го. Стигнали, имаше една епизода на од Саут Парк. Добро. Guitar Hero знаеш што е така? Да, бе, тоа таквата. И толку беше хит тоа. Точно, хит беше. Многу хит. Да. Имаше една епизода кај што морам да признам идиотско ми беше. Ама нема многу јако брат, кога ќе свириш на експерт, се осеќам како Джеймс Хетфилд. А зашто кога 4 само 4 5? Што има тука јако, па ти 5 копчиња се. Знаеш што е, дека свириш и ако сгрешиш, се осеќа. И кога играш на експерт, кога везеш, се осеќаш како Джеймс Хетфилд, како Кирк Хамет, братчо, Металика, како Да. И нема врска. И во епизодата седи и толку е популарно тоа што едно дете почне на сува да прави. Кафана и сите, еј, ја знам песна. А он Добро е тоа. така јас со гитарата. И која се трудиш да ја научиш следна песна? Сега ми ја нарача има ли воздух од Дајте музика. Од новите. Добро. И фала Богу најдов еден плагин за Winamp плеер, еве ти за тебе да си знаеш. Добро. Ја пушташ песната и ти ги вади акордите. Не знаеш колку е јако. Тоа го правев само онлайн, имаше една страна. Не, страната си окей. Значи така? Тоа да ги читаш. Да ги читаш. Ова ставаш песна рандом сакаш ти и автоматски ти ги дава. Чекај, не ја ни плеаш, само ја ставаш, ја импортираш песната и он автоматски ги вади. Ја ставаш и она ја прочитува примерно треба 10-15 секунди и ти ги вади сите акорди. И тоа знаеш кога ја пушташ и ти ги мести автоматски. Нема боле. За алфабети кај мене што сака гитара. Одамна? Не Корд. Одамна свириш го раз? Свирев одамна. Ама стварно свирев. Дури идев и Узун на Ја идев кај Узун. Ама каде? У центар? Кај не, у Радишани кај беше. Ја идев у Радишани, човече. Па ја бев првата класа бре. Узун, цар, Бог да го прости, да, тешка легенда, да. Не беше тешка, голема легенда беше. Вистина. Еве за Узун ке наздравиме. Чекај, еве. Па таму идев долго време и научив што се дешава, како се дешава. И после тоа сватив дека треба многу ефорт и многу види, многу лесно стануваш упорност да ја носиш гитарата со себе у мало за да импресионираш женски. Така е. Никогаш не сум фаќал женски со гитара, И решив дека на муабет е полесно. Не е полесно, ама си бара за марање. И знаеш што ми било мене увек? Срам ми било да свирам у така некако. Го имаше тој момент. Ама знаеш зашто? Зашто кога ќе дојдат дедовци и баби ми вика, ајде го раст. Да, така е. Не. Ајде. Дури си помалак, ама после вол таков разбираш пубертет, бубулици, фризура, некои лоши панталони. Ајде ме го раст, ајде. Ајде, не мора се. Ајде. Остајте ме дома.
И след неши una paloma blanca вече ти носи на чар. Има малце те знаеш, те одвраќа. И се рачуна брат друштво, кај ружен, уште и гитара брат и фалс и лоша песна. Добро. Брат, не се заебае. Оф, мајко. А имаше некој што му успеваше тоа? Со гитара да ќарува женски? Пола Бутел, брат. Да? Пола Бутел ќеруваше на гитара, Пола Бутел ќеруваше на флипери. На флипери женски? Па како? Кои се тие? Што не ќе го свртиш мемунчето. Ајде. Сега го свртиш со еден жетон, си цар. На која игрица даваше највише пари? Ти лично? Аби играв све. Рик енд Морти си гледал? Да. Па Пикл Рик. Пикл Рик, така е. Рик енд Морти, дали ја гледаш под дејство на алкохол или не? Не ќам други работи под дејство. Знаеш дека не можам на пример да глумам под дејство на алкохол. Не зезај. Ништо не можам да направам под дејство на алкохол. На времето одам кога правев стендап еднаш два пати под напиен, нич не се осеќам убаво. Многу сум почист кога било што кога треба да работам нешто. Значи никад не. Ајде. Никогаш, ма знаеш, ниту едно пиво пошто ме разводнува некако знаеш, Не те прави похрабар? Не. Многу сакам кога сум чист, кога немам ништо испиено, да си завршам. Добро. И затоа, например, и после. Жена ми, например, знае, нели, за ручек да си земе да едно винце, така не можам да пијам. Пошто после тоа малце ќе ме олабави. Јас знаеш како, или пијам или не пијам. Тако гере. Значи, или пијам. Вие сте поголеми алкохоличари од мене што пиете по 2-3 пива секој ден. Така е. Јас знам дека еднаш у 2 недели Ама плачам онака со сите нишени. Ама толку е следното, сум барут. Така е. Така да. А слушај, знаеш пример други колеги што подобро им е пример да е малце цврстна, не да е мортус. Ама другото е обично другото вика дека знаеш убаво е да се ако не знам ако си една виска, пивце, винце, жена ми фотографа на моделките на пример им дава по литро по чаша виски, на пример за да пресликање за да ги опушти, разбираш, и тоа е нормално. Гледате еден на еден, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Значи, кетчапче. Така. Малку сенвче. Значи види бургер без мајонез е као што би рекле граб без кобасица во познатата представа Женски оркестар. Или во една стара песна, нема да ми текне од 90-тите, каде што Панчо пееше, ама во група. Она е нешто? Не. Беше у група Панчо, една, порано. ДНК? Не. Пред ДНК Панчо беше у една група. Еранка? Не. Не знам како се вика, стварно. ЦПУ. Имаше стих девојка без ко подрум без завртка или така нешто. И тоа ми беше као ко подрум без туршија, ја го знам. Не, ова нешто беше така као демек мутерчиња. Да, подрум без мутерче, да. Пошто подрумите има. Ама нели многу гениално? У сите подруми луѓе да се чуваат мутери, завртки, навртки, така и работи. Тоа ти кажувам. Не ми текно, ама добро, тоа се тие брат. И те молам немој да не си ја знаеш историјата на Панчо друг пат. Не. Значи ова да не се повторува. Со кој памет јас. Сега. Ставаме бургерче. Може не треба уште, а? Само трни го тоа брат, танирчето пред тебе, пошто ќе те вратат пак као за крастицата. Така е, управа си. Еве, ќе дојде тука. Не, ќе наредам сега краставички. Плис. Ева, вака. Ама сега ти чекај малце. Што? Домакински, знаеш дека овие што се ланците на бургерници, добро. Едно краставиче. Не, ова. Јас сум еснав. Тоа твоето што го стави последното, 4 се вадат. Јас сум еснав, значи, домакин. Лист треба да види. И сега идеме со бургерче. Опа, нека. И може да додадам и патлижанче. Ти дојди патлижанче, ја треба да ги сечам јајцата. Вака. Нешко? Ева, вака 2 патлижанчиња ќе ставам. Ева. Иначе за сите што носите храна, што треба носите храна на работа, ова ви е идеално решение. Така е, се слагам. И кога ќе се олади, нема вкус на мртво маче, туку баш напротив е многу вкусно и ладно да го малце ме плашиш. Зашто знаеш каков вкус има тоа. Ти не знаеш? Не. Човече, гаранција на мирис од мртва мачка. И ова можеш да го осетиш вкусот. Не зезе. На јазик се аромата? На јазик се осеќа тоа. Добро. Има некои работи животот што жаре не треба да ги пробаш, брат. Едноставно треба само да ги. Тоа е тоа бургерче. Изволте.
Сега ќе го направам и ова второ бургерче за господинот што снима, а тоа е Ѓоко и тука искрено би сакал да му се заблагодарам на Ѓоко и на Владо, бидејќи без нив ништо од ова не беше биде возможно. Значи Ѓоко и Владо се тазе Пар. излечени од ова COVID. Од COVID-19, сега го преживаат COVID-20, затоа се целите, кажи го, мрсули, црвени носеви. Се нервираш ли, кажи, кога ќе чуеш некој што тропа глупости околу коронава? Нема боле од тоа, брат. 5G, корона, мртви птици. Дека 19-ка било 19-та итерација на вирусот. Тоа е најубавата работа и моментот дека Бил Гейтс те забавува? троши своите пари, брат, за будали како нас е најако, брат. Така е. Не се нервираш? Мислам, како реагираш? Јас намерно влегов сега во неколку групи, имам за стоп за 5G. Добро. Влегов во... Чекај, Подгора Цветковски со таков профил, све? Приватно, лично, значи, Дебе. си направив реквест, си влегов у групата, си читам и стигаат нотификации, постови, све што треба, значи, за да бидам у тек. Така? Тоа е, мислам, онака извор на материјал. Точно. Да. И што се караат, се расправаат? Не, мислам, онакви се... Да, стати научни, братче, за тоа дека птиците умираат од тоа, дека го научни? Научни, бе, па како? Ја не влегувам у треторазредни групи, таму, туку така, брат, машки домакински муабет. Да. Нема, значи, се знае, брат, нешто што е издржано и издржано. Пошто го знаеш ти тоа, со шеската, па 2 шески е 5G, иде... не знам за ова, шо? Прв слушам. 5G, добро, латиница е, кој ќе видиш е како 5-6, а уствари петката е пред шеска, што значи имаш 2 шески. Што значи дека ова е втората итерација на демонот. Добро. 7G, тоа ќе биде третата и ќе имаш 6 шески. Имаш 5, 6, 7, од седмицата едно оди на петката и добиваш 3 шески. Ти ништо не знаеш. Се е тука пред тебе. Ти ништо не знаеш. Отвори ги очите. Значи, луѓе граѓани станете. Да. Доста со Нео која у Матрикс кое апче го зеде, црвеното или плавото? Не знам, знаеш дека никад не знам тоа. Може и не се ни знаеш. Сакаш да јадеме? Може. Ајде. Јас имам. Немаме више пивце, треба више да ни донесете пивце и воедно и да ве поздравиме. Ние имаме за тебе Good Nature чајчиња. Така. Господи, дај. Имаме исто така и Бусто, ова се најубавите круасани. Така. И имаме исто така за господјата витаминка. Добре, ми се винес. Не. Чоколадчиња, такви убави работи. Јас ќе ви вратам 2 јајца. Ти благодарам. Повели. Многу широко градо од тебе. Види, а ни едно? Точно. 22. Дами и господа, со овие 2 јајца ве поздравуваме. Чао, се гледам. Мораше последен да видиш, а? Значи на гости си, треба водителот да одјави. Не. Со кое е тоа право?